Прашање за оваа недела е: што представува водоосветувањето? Водоосветувањето е црковен чин чии корени датираат уште од апостолско време. Чинот осветување на вода е запишан или пропишан и се наоѓа во требникот. Тоа е книга за свештени треби, а го извршува свештеник или епископ според каноните на православната црква. За да се пристапи кон самото осветување на вода, потребни се следните работи: сад со вода, крст, босилок, кадилница, темјан и запалени свеќи. Самото осветување на водата станува кога свештеникот по читањето на определените молитви го потопува 3 пати крстот во водата и ја пее црковната песна: Спаси ги Господи Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Даруем победа над непријателите на сите наши православни христијани и со крстот Твој заштити го Твоето наследство. Потребно е да се нагласи дека свештеникот не прави никаква магија над водата, туку таа се осветува со силата и дејството на Светиот Дух, кој го призиваме во молитвите при големата ектенија и се молиме за оваа вода да се освети со силата и дејството и слегнувањето на Светиот Дух, да слегне врз оваа вода очистително дејство на Вечната Тројца. Може да се констатира дека свештеникот е само инструмент преку кој делува благодатта Божја. Токму затоа силата на Светиот Дух е онаа што ја осветува водата и дава чудотворно дејство, исцеление, што е случај и во Евангелието кое се чита на самиот чин осветување на вода. Истото го бараме и ние молитвено од Бога со зборовите: да биде оваа вода излечителна за душите и телата и прогонителна за противничка сила, и да и се испрати благодат на спасение. Што значи, Бог на сите кои пијат и се поросуваат со светената вода, им ја предава својата благодатна помош преку неа. На тој начин верните постануваат вистински синови и ќерки Божи, а тоа го бараме и молитвено. Удостојно е преку причистувањето и поросувањето со таа вода да се исполниме со Божјото осветување, кое да биде за нас, за здравје на душите и телата. Покрај тоа што осветената вода служи за наше осветување, се користи за осветување и благословување на храмови, згради, домови и слично. Ако го разбереме суштинското значење на водосветот, од тоа ќе произлезе и потребата од почесто применување на овој чин. За плодотворноста и чудотворноста на осветената вода ни говори 20-вековното искуство на православните верници. Водоосветувањето се врши по домовите на христијаните за време на Великденскиот пост, Крстовден, Божичните пости, Водици, Богојавление, а и при секоја прилика, зашто Бог на сите кои со вера ја пијат и се поросуваат, со неа им ја предава својата благодатна помош. Водата не е суеверие, таа е глас Господен. Ние веруваме во тоа, бидејќи така не учи нашата православна вера. Амин.